Се наоѓаме со дел од преживеаните бранители од кобниот настан кој што се случи 2001 година на Карпалак. Овој разговор ќе го започнеме со председателот на Сдруженијето. Оваа година одбележуваме 24 години од тој трагичен настан кога загинаа десетмина прилепчани. После 24 години, кој е чувството кај вас во овој момент што го имате? Тага, бес, омраза, гордост, испомешани чувства од сите овие по нешто или ниту едно од овие? Чувствата после 24 години се нормално испомешани. Чувствата се сложени, има тага за загубените животи, има гордост за тоа што ја браневме татковината, се боревме за татковината, гнев за неправдите кои ни се случија и ни се нанесува во теков на сите овие 24 години. За жал, таа жртва не беше достојно вреднувана, се е испомешано, гнев, гордост, омраза, тага, болка. Различни се чувствата од моментите, од ситуациите во кои се најдуваме. Тоа го имаат сите бранители? Па поголемиот дел, да. Тука е скоро кај сите чувството тоа е. Испомешани се во моменти си горд што си ја бранел татковината, во моменти си гневен за тоа што не наидуваш на некои потребни барања на бранителите кои треба да му овозможат барем малку достоинство. После 24 години, колку од вас директните учесници во тој конфликт, во тој настан, останаа живи? Во моментово на настанот беа загубени 10 човечки животи, после тоа со теко на годините изгубивме уште многу повеќе, 10-15, некои сега веќе и од старост, некои на синдромо што си го носат, али не поголемиот дел се веќе мотидени. Дали ја добивте потребната поддршка од државата која што требаше да ја добиете? Не ја добивме потребната поддршка од државата која што требаше да ја добијаме здравствено, социјално и други работите. Законот за бранители ден денеска не е усвоен. Спомен обележијата на местото на настанот кај што се погинати бранителите, градот се одолжи, ама на местото на настанот кај што се загинати бранителите и ден денес немаме обележија. Зошто се уште немаме обележие? На Карпалак знаеме дека се поставува една плоча која што се крши веднаш другиот ден по одбележувањето на самиот настан и така 24 години. Па мислам дека тоа е политички работи, на местото на настанот истата плоча се поставува и другата ден одма се крши. Зошто немаме, тоа нека одлучи владата. Да се Поминаа многу влади, многу политички партии се сменија, но тоа не се реши. Не се реши, ја мислам дека нема да се реши ни во догледно време. За еден таков споменик достоен да има на Карпалак, и на Вејце и на другите, зошто така нека одлучи владата. И како се чувствувате поради целиот ваков однос на државата за овие повеќе од 2 децении? Па, изманипулирани, неубаво, зошто само да немаме ние споменик на местата на погинатите, достојно да го одбележиме 8 август и такви работи. Често поставување прашање во јавноста за сите овие години е доколку да не даде Господ да се случи војна утре. Би заминали ли повторно да ја браните Македонија? Зошто да не? Да не дај Господ, рековме. Ако би требало, пак ние ќе излезиме на браникот на татковината, како што излеговме и 2001. И доследно, и достојно, ќе одговориме на барањата на државата. Значи, покрај тоа што државата има ваков однос кон бранителите, сепак Македонија е многу поголема за разлика од политиките. Да, Македонија е една. И остануваме да живееме тука и мора да ја браниме. Во секој смисол на зборот. Како што рековме, значи,
Една е љубовта кон политиката, друга е љубовта кон татковината. Ние ја браниме Македонија за нашите семејства, пошто сме решени да останеме тука, да живееме тука и да ги растиме нашите поколенија во оваа држава. Дали доколку утре се случи некаков конфликт, сметате дека младите кои што се денес би го следеле вашиот пример и би постапиле исто така и би заминале да ја бранат државата, или се чувствуваат некако демотивирани, деморализирани? Кои млади? Оние што останаа тука. Има млади, јас мислам дека има млади што си ја сакаат татковината, ама пред се, немаме војска, нема обука. Кој ќе го викнеш ти да ја брани државата? Старите изумреа, ние, да речам средна класа, може па да излезиме, а младите не ги барај за војна. Има некои, али не сите. Што останаја? Што би значило тоа? Па тоа би значило дека, како да кажем, да не дочекаме пак да има војна, ќе видиме тогаш. Јас мислам дека не, младината не интересира сега политика, не интересира војна, не интересира ништо. Гледа да замени од државата, пошто системот е таков и таа е. Да има подобар живот. Да. Да се живее како што треба, јас мислам нема никој да замени, сите ќе застане на браникот на држава. Али моментална ситуација во Македонија е подалеку одавде. Тоа е. Дали може да се подсетиме за тој кобен ден, кога се случи таа трагедија, како се одвиваше Карпалак? Како се одвиваше, тоа беше една неорганизација. Не организација, туку неорганизација. Како прво, пред да заминеме, ни ги одзедоа ножевите од пушките. Зошто? Прашање. Заминаме како на екскурзија. Застанавме на Плетвар, наполнивме вода, после застанавме пред Скопје, не знам како се викаше, заборавив. Излеговме без пушки, значи не е организирано. Значи бевте неспремни, сакате да кажете тој ден, Ние бевме спремни. во однос на опрема. Ние бевме спремни од срце, од душа и физички и психички. Ама организационо не беше остварено. Дали сметате дека Карпалак беше одредена местенка за нешто? И дека вие бевте наместени? 100%. Наместени бевме, за тоа има докази. Зошто бевте наместени и од кого? Што се сакаше да се постигне со овој крвав настан кој што се случи? Значи, требаше да има жртви, по моje мислење. Затоа што пред неколку дена се случи акција на нашата полиција И армијата. и армијата во станот кај што ги уапсија и убија терористи. Значи требаше ние Зборувате за неколку убиени терористи што беа во Скопје во стан. Неколку дена пред Карпалак. Да, во станот каде ги убија. И требаше ние да вратиме. Ако може да се надоврзам на тоа прашање, моменталната ситуација тогаш беше од страна на политиката. Една страна тргаше и бараше прогласување на воена состојба, друга страна не одобруваше, председател, премиер таму како да тие поредоци на политиката. По тој основ мислиме дека бевме ние жртва, али сето тоа е само некое си наши чаршиски или кафански или не знам како да речем муабети. Не може да се утврди дека во нормална држава, да, службите досега тоа би го идентификувале, би го откриле и би се знаело точно како е. Ова се само некои наши мисли, чувства дека да, тоа се случи дено, бевме ние ете како жртви за некои си настани што треба е да се случат воена состојба или прогласување на воена или
непрогласување, пошто толку бевме неорганизирани како армија, тоа во армијата не сме да се случи. Не сме да се случи во армија на таков конвој неорганизиран. Али сепак тука би рекол дека тие се наши мисли и некои си чаршиски. Дали можеве од прилика да се каже чаршиските муабети што зборуваат? Кој и зошто го намести Карпалак? Тука, сега да, и тука е сега малку двосмислено, како да кажем сега. Од една страна може да се каже, мислам една страна се зборува дека се политички, друга страна дека се предавнички. Точниот одговор, па како што реков, можат само ако беше една нормална ситуација, нормална држава, службите тоа до сега сигурно би го утврдиле. Дали досега имало некаква истрага за Карпалак? Мислам дека не. Во некои си, не знам, тамошни кругови може, ама мислам не со она што се соочувавме со години, на секакви состаноци од владини до невладини, на се и се што мислам дека не, детална истрага не. Значи државата практично и нема желба да го расветли целиот случај. Да, мислам дека е тука големо промаршување на државата. Значи, ние како бранители останавме на маргините. А тие терористи што нас не убива, седат во парламент, во влада, и ги има се директори на јавни предпријатија и така натаму. Ги има сите бенефици од ова држава. А ние немаме ништо. Малку државата да се замисли. Која е пораката која што би опатиле до политичарите, до народот, до граѓаните? Како виднина? Да не се повтори ова. Ако се повтори, па иста приказна. Јас мислам дека политиката е голема работа, така да страда само народот. Бизнис, политички, ништо друго. Без разлика од која вера и нација е истиот. Па како што кажавме, ние се боревме, политиките си ги тераат тие, си влегуваат во влада, и албанци, и македонци, си прават коалиции, а народот си страда, така да не се повтори друго ништо. Тоа е тоа. Вашиот став, пораката. Пораката, да, и јас се сложувам со тоа да не се повтори. Ние, таја генерација, го искусивме тоа чувство, увидовме некои работи и би му порачал на идните генерации многу да бидат внимателни во не дај Боже вакви ситуации. Ви благодарам на разговорот. Јаве еден апел од сите нас, токму така никогаш да не се повторат настаните од 2001 година и сите ние кои што живееме тука во Македонија да живееме во мир и слога. Да, и да се надоврзам, благодарам на поканата и од ваша страна, и ги поканувам сите прилепчани на одбележување на празникот на 7 и 8 август. Програмата имаат по медиумите, нека повелат, нека дојдат. Да му дадеме почит на паднатите борци, наши сограѓани, вечна му слава.